Почитувани, мерките кои ги превзема владата на Црната тројка, Заев, Ангјушев и Тевдовски, се антиреформски, кои повеќе ќе предизвикаат штета отколку полза за граѓаните. Овие мерки од овие мерки нема да има корист ниту домашните, ниту странските инвеститори во државата. Овие мерки не го адресираат главниот проблем во државата. Овие мерки не го адресираат проблемот на невработеноста. Според новите мерки, трудоинтензивните сектори кои вработуваат многу луѓе во Македонија нема да се субвенционираат, а тие сектори се текстилната, кожарската индустрија, автомобилската, градежништвото. Компании од секторот како Джонсон Мети, Дрексел Мајер, Костал, Леар, Кромберт и Шубер со нивните мерки не можат да добиват државна помош и истите ќе одат во соседните држави каде има мерки за овој сектор. Со новите мерки се врши дискриминација на компаниите кои спаѓаат во трудоинтензивната област, односно оние кои ангажираат ниско квалификувана работна сила, која патем е најголемиот дел од невработената група на граѓани. Тоа значи дека фирмите кои ангажираат по 1000, 2000, па и 6000 работници и кои екзистираат цели градови и региони, нема да имаат никаква корист од мерките на владата на Црната економска тројка, од проста причина што кога биле креирани мерките, се гледало да се удоволи на нивните бизнис потреби. Компаниите кои ангажираат ваков кадар и кои нема да добијат субвенции, логично ќе биде да почнат да размислуваат да ја напуштат Македонија и да заминат во други земји од регионот каде нема вакви дискриминирачки ограничувања. Тоа наместо некој град во Македонија да добие фабрика од 2500 вработување, таа фабрика ќе ја добие некој град во Србија, Романија или Молдавија. Сега, на овие ниско квалификувани граѓани, кои онака имаат најголем проблем да се вработат, сега уште потешко ќе се вработуваат, а оние кои се вработени може лесно да ги изгубат своите работни места. Ова сериозно ја загрозува вработеноста во државата. Ова сериозно може да влие врз пазарот на труд, бидејќи со зголемување на вработеноста ќе се изгуби можноста работодавачите да бидат што е можно поконкурентни и да ја зголемат понудата за плата за ангажирање на работници. Корист од тоа ќе имаат работодавачите како фирмите на заеви, нивниот бизнис картел и транзицијските бизнисмени, кои на тој начин ќе се ја зачуват својата комотна позиција да ги држат платите ниски и да не се надпреваруваат со други инвеститори за ангажирање на работници. Вака добиваат сигурна заштита на својот профит. Затоа на газдите од кланот на Заеви или газда Кочо му пречат странските компании и гледат да спречат нивно влегување или по можност да ги избркаат за да не мора да ја покачуваат платата на своите вработени. Затоа креираат дискриминирачки мерки кои треба на повеќето фирми да им предизвикаат штета, а на своите сигурност и ниски трошоци за плати. Вака народот ќе се осиромашува на сметка на растот на нивното богатство и бизнис империи. За да бидат сигурни дека некој покрај влошените услови сепак сака да инвестира во Македонија, Црната тројка смислила и уште една обесхрабрувачка мерка. Имено Заев и Ангјушев предвиделе дека субвенциите ќе ги добиваат само ако компаниите ги големуваат приходите. Тоа значи, ако западат во криза во првите 2 години, кои се најтешки патем речено за стартирање на нов бизнис, субвенциите ќе им се укинат со цел побрзо да заминат. Мерките што вчера ги објави владата на СДС се први мерки после 11 години. Мерки кои не се базирани на никакви анализи, планови или економски теории за раст на економијата. Овие мерки повеќе личат на почетнички труд на студент од средно образование или сугестии на нивните консултанти од Србија. Овие мерки се спротивни на сите меѓународни договори за слободна трговија. Директните субвенции на извозот може сериозно да предизвикаат контразаштитни мерки од земјите членки на Европската унија,
ЦЕФТА, ЕФТА, како и Светска трговска организација. Дополнително, овие мерки на крај се и неспроведливи, само лаички нафрлени. Нема ниту збор како ќе се имплементираат. Во оваа влада ниту има капацитет, ниту знае дека за овие мерки, покрај усогласеността со ЕУ директивите, како почетна фаза од креирањето на овие мерки, треба да се создаде и структура, налик на платежна агенција, за да може овие апликативни мерки да се имплементираат. Еве, ова е бизнис логиката на црната тројка Зоран Заев, Ангјушев и Тевдовски. Да се заштитат личните и партиските бизнес интереси на сметка на работниците и инвеститорите кои се одважили и инвестирале во одреден град во Македонија. Граѓаните веќе ја чувствуваат ова штетна политика на свој грб и многу скоро на локалните избори ќе ја казнат, бидејќи економијата оди во надолна линија. Постои сериозна опасност од заминување на инвеститорите и зголемување на невработеноста. Тоа е штетно и мора час побрзо да му се стави крај на оваа штетна политика. Благодарам.